Добар ден, почитувани, стартува уште една нова Телма амбуланта. Во Велика Британија е родено првото бебе со тројца родители, кое во себе носи наследен материјал од 3 различни личности. Оваа револуционерна, но и контроверзна постапка на вонтелесно оплодување е спроведена со цел да се избегне пренесувањето на генетски неизлечиви болести. Колку гени носи бебето од двајцата родители, а колку од третиот, од донорот? Дали на ваков начин неповратно е отворена Пандорината кутија? Ќе го запрашаме денешниот гостин, професор доктор Тодор Арсов, експерт по генетска диагностика и советување. Разговорот во студиото стартува веднаш по рекламниот блок. Иако мајката има мутирани митохондрии, бебето со тројца родители би требало да биде живо и здраво, бидејќи носи генетски материјал од 3 различни личности. Велат голем чекор за медицината, спас за родителите, но дека ова е време за предпазливост и мудрост кај генетичарите. Професор доктор Тодор Арсов, експерт за генетска диагностика и советување, е во студиото на Телма. Професоре, добре ни дојдовте. Добро најдов, Марија. Фала на поканата. Еве сакам да ги поздравам гледачите на вашата емисија. Е популарна. Сакам да се заблагодарам еве на вас како уредник на здравствената програма во Телма, што со вакво внимание и будност ги следите овие теми кои што се важни. Бидејќи се многу важни, очигледно отварат ново поглавје и во медицината, и во науката и генетиката. Ќе започнеме од тоа што е митохондријална ДНК, бидејќи колку што можев да сватам, целата оваа процедура се темели токму на болестите што се пренесуваат преку мајката на овој начин. Така е, Марија. Нашето тело е изградено од огромен број на клетки, околу 10 на 14. Тоа е еден број чие што име не може да се искаже. И во овие клетки вообичаено, да речем, ги опишуваме како јајце, каде што жолтиот дел од јајцето, жолтката е, да речеме, јадрото на клетката, а околу него се наоѓа цитоплазмата. Тоа можеме да го видиме и на првата фотографија која што ќе ја прикажеме. Значи има јадро, околу неа цитоплазма. Цитоплазма и клеточната мембрана која што ја обиколува, да кажеме, клетката од останатиот дел на светот. И сега во цитоплазма, значи во јадрото се наоѓа она што вообичаено го замислуваме кога зборуваме за човечкиот геном. Тука се наоѓа нашата ДНК. Во јадрото. Во јадрото, таа е спакувана во хромозоми и кога сме зборувале, например, во претходната емисија за начини на наследување, воглавно сме зборувале за наследување кое што е сврзано со оваа ДНК која што живее во јадрото. За неја е карактеристично дека половина наследуваме од едниот родител со јајцеклетката, да речеме од мајката, половина со сперматозидот од таткото. Значи од се во јадрениот геном, да кажеме, имаме по 2 копии, по една од двајцата родители. Ова е доминантниот геном во смисол на неговата големина, тоа се 6 милиарди букви, 25.000 гени или 25.000 книги кои што кажуваат како да се направи и како да работи ова тело. И за секоја една од тие имаме по 2 копии во секоја клетка. Сега, надвор од јадрото е цитоплазмата и како што може да забележат гледачите, внатре во цитоплазмата или пливаат определени структури, еве тука обележени со зелена, со црвена боја, тоа се органите на клетката. Значи, како што во ова големото тело имаме органи, например срце, црндроби, така очи и така натаму, така и клетката има своји органи, ама бидејќи тие се многу мали и невидливи, ги викаме органели. И сега, една од тие органели во клетката е и митохондријата. Митохондријата е на некој начин батеријата, да кажеме, на клетката или на нејзината енергетска централа. Тука се произведува енергијата. Тоа е енергијата која што растенијата во текот на фотосинтезата ја зграбчиле од сончевата енергија, ја претвориле во хемиски врски на храната која што ние ја јадеме. И сега тие хемиски врски доаѓаат тука во овие митохондрии кои што знаат како хемиската енергија од тие хемиски врски, каде што е зграбчена енергијата од сонцето, да ја претворат во енергија која што ние можеме да ја искористиме, значи искористлива за нас во разни молекули, еве да кажеме АТП, спортистите ќе знаат тоа што значи.
Меѓутоа исто така и дел се ослободува во топлинска енергија, нашата нели околу 37 степени. Сега овие митохондрии се огромен број во една клетка. Значи една клетка може да има стотици и илјадници, да кажеме еве во јајце клетка можеби и повеќе, 20.000 вакви митохондрии. Вакви батерии всушност. Батерии и тоа нешто зависи од енергетската активност на дадената клетка или ткиво. Например, ткива и клетки кои што се енергетски метаболно поактивни, да кажеме срцето постојано пумпа, мозокот постојано мисли, ако трчаме, нели, спортисти со големи мускули, ќе имаат поголем број на митохондрии во клетките. Клетки кои што се помирни, тие имаат помали енергетски потреби и помалку митохондрии. Митохондриите еволутивно не еволуирале со клетката како што ја знаеме денес, односно се смета дека пред околу 1,5 милиарди години на планетава примитивната клетка ја проголтала примитивната бактериска клетка, всушност митохондријата, и тие оствариле определена симбиоза, и таа е така наречената ендосимбионтска теорија, која што кажува дека митохондриите кои што ги имаме во сите наши клетки, всушност по потекло се примитивни бактерии кои што еволутивно се асимилирани во клетката. Клетката им давала храна, тие и давале енергија и така е тоа во еволуцијата дизајнирано, да кажеме. Меѓутоа, тоа нешто објаснува и зошто митохондријата има собствена ДНК, бидејќи тоа еволутивно на некој начин бил собствен, посебен организам, така? И сега се уште има собствена ДНК. Значи, најголемиот дел од митохондријата, од тоа што се случува во митохондријата, тоа се повеќе илјади протеини, се запишани во главниот, во нуклеарниот, во јадрениот геном. Само мал дел, околу 37 гени, се запишани во митохондријалниот геном. Меѓутоа и покрај тоа што е ова мал геном, значи тој има само 16.500 букви, во споредба со 6 милиарди, сепак генетски промени во оваа ДНК се причина за генетски наследни болести. Ова се болести кои што се многу сложени, кои што се манифестираат многу рано, вообичаено, во многу рана детска возраст. Кој дел од телото ги зафаќаат со оглед на тоа дека се поврзани со енергетски недостаток? Така. Какви симптоми може да се манифестираат? Значи, митохондријалните болести, дел од нивната комплексност е во тоа што тие немаат само една презентација. Тие се може да маскираат многу различни состојби, воглавно ги зафаќаат ткивата и органите кои што се енергетски многу зависни, да кажеме мозокот, па може да се манифестираат со епилепсии, грчеви, интелектуални проблеми и така натаму, мускулите во вид на различни миопатии, од мускулни болки до нели проблеми со движењето и така натаму, срцева слабост, срцева инсуфициенција, црнодробна слабост, диабет, значи разни видови на метаболни нарушувања, и видите, вообичаено завршуваат со несакан летален исход, смртоносен исход, за жал, уште во раната возраст. Значи, зборуваме за нешто што е особен предизвик во медицината, и ова го нагласувам на почетокот, бидејќи дел од етичката оправданост зашто медицината го направи овој, да речам, исчекор на доверба кон употреба на нови технологии во контролирани околности, е точно заради потребата да се помогне на овие семејства кои што се судираат со еден ваков многу голем здравствен проблем. Значи, овие здравствени проблеми, овие 37 гена, оваа митохондријална ДНК ја пренесува само мајката на бебето? Таткото нема никаков удел во сето тоа? Можеме тука да го видиме и следниот елоп кој што укажува на митохондријалното наследување. Значи, додека кажував за јадрениот геном, и тоа го гледаме овде во клетката во ова кружна структура, која што е јадрото во средината, гледаме дека има по една стрелка кои што доаѓаат и од кај мајката и од кај таткото. Значи, половина од хромозомите се наследуваат од мајката, половина од таткото. Од секој ген во тие хромозоми имаме по 2 копии. За митохондријалниот геном е невообичаено или различно тоа што кај човекот наследувањето оди само по мајчина линија. Значи, наследуваме митохондрии само од јајце клетката.
Сега во генетиката се да е малку посложено, ние никој пат не можеме да бидеме за ништо исклучиви, да кажеме исклучиво од мајката, бидејќи постојат неколку описи во литературата каде што всушност митохондријална болест е наследена на ДНК од таткото, значи има најмалку еден случај за кој што знам јас, например во раните 2000-ти години е опишан како куриозитет, како исклучок. И во 2019 има уште една публикација која што малку на поголем начин го опишува овој исклучок, наоѓајќи 3 семејства, каде што всушност меѓугенерацијски наследувањето на митохондријалната болест заради генетски промени во митохондријалната ДНК е од таткова страна. Меѓутоа, сепак догмата денес и се уште во генетското советување, да кажам, на митохондријалните болести заради генетски промени во митохондријалниот геном, се држиме на догмата дека се наследува само од мајчина линија. Значи, во известна смисла, овие болести се едноставни во советувањето, бидејќи на татко кој што има некаква митохондријална болест, можеме да кажеме дека е по исклучок наследувањето од таткова страна, меѓутоа вистинската комплексност е во најголемиот број на случаи и можеби имате за тоа прашање, ќе оставам кога нели се наследува од мајчината страна, што можеме, а што не можеме да предвидиме. Па добре, што можете, што не можете, доктора, да предвидите? Значи, видите, голем дел од тоа со што се занимаваме во клиничка генетика и во генетско советување особено, се репродуктивните импликации кога ќе најдеме определена генетска промена во семејството на која што се 20 или едниот родител во зависност од начинот на наследување носители. Во случајот на митохондријалното наследување, болеста се наследува само од мајка, и тоа е едноставниот дел од приказната. Посложениот дел од приказната е во тоа што додека во делбата на клетката воопшто постојат многу прецизни механизми кои што овозможуваат јадрото идеално да се подели на две, и да речеме кога се создаваат сперматозоидите или јајцеклетките, секоја гамета, секој сперматозоид или јајцеклетка добија по една копија од се во јадрениот геном, тоа не е точно така со митохондриите, бидејќи митохондриите не го следат при делбата на клетката, не се во синхронизација со делбата на клетката и не постојат генетски механизми кои што овозможуваат двете клетки ќерки да добијат идентичен број на митохондрии од мајката клетка, ниту пак внатре во митохондриите да добијат подеднаков распоред на митохондријалната ДНК. Значи, да појасна малку. Тешко е прогнозирањето? Прогнозирањето е тешко, бидејќи не само што ние не можеме да предвидиме на кој начин митохондријалната ДНК ќе се наследи од мајката во едно, друго или трето нејзино детенце, значи без разлика на полот, ова е различно од X врзаното наследување кои што се разболуваат само машки, овде се разболуваат и машки и женски деца. Меѓутоа, ние и во самиот човек не можеме да предвидиме точно на кој начин е процентот на, да речеме, промената и нормална, условно кажано, митохондријална ДНК во различни ткива. Па дури и во текот на животот, тој процент може на некој начин да се менува. Еве за гледачите, ако читаат и за овие што ја следат проблематиката, тоа е така нареченото ниво на хетероплазмија. Значи, воколку имаме промена во митохондријалната ДНК, тоа го изразуваме преку процент од митохондријалната ДНК кој што е со промената. Да кажеме, ако речеме 80%, значи ако сме испитувале определено ткиво, например мускул, 80% од сите митохондријални копии на ДНК ќе имаат генетската промена, мутацијата што предизвикува болест, а 20% нема да ја имаат. Сега, ако кај истиот тој човек испитуваме во крв, процентот на хетероплазмија може да е сосема обратен, може и да е сосема нормална секвенцата на митохондријалната ДНК. И точно заради ова ние немаме можност, рацете ни се на некој начин врзани во однос на пренаталната диагноза. Значи, дури и воколку семејството се одлучи да зачне бебенце, ние не можеме ниту со раната метода, хорионска биопсија, ниту подоцна со амниоцентеза, ние можеме да процениме колкав е процентот на мутација во тоа ткиво, но ние не можеме да знаеме кој ќе биде процентот во мозокот на бебенцето или во неговиот црн дроб или во неговите мускули. И заради тоа практично советувањето е невозможно во тој поглед. Бидејќи вистинска лотарија.
Па елотарија ги советувавте сега да посвои, да речеме, дете како изгледаше до сега секој едно нешто во животот е лотарија. Секој едно е сврзано со некаков ризик. Овде постои веројатност хетероплазмијата да се заврти во обратната насока и луѓе кои што и самите имаат симптоми, на пример мајки на митохондријална болест, е можно да имаат здраво дете. Меѓутоа, предвидувањето е невозможно. Так. И знаете, кога не можеме да предвидиме, луѓето живееле можеби и со собствените симптоми и со она што го виделе во семејството и чувствуваат репродуктивна несигурност. И ние тоа не можеме да го надминеме со методите на пренатално тестирање дијагностичко. Можеби постои малку поголема корелација со сега овие нови можности за предимплантациона генетска дијагностика, каде што може да се направат ембриони со инвитро, па во ембрионите да се тестира колкав е процентот на хетероплазмија, меѓутоа сепак не можеме да бидеме многу сигурни околу консеквенците како тоа понатаму ќе се развие во различни ткива кај бебенцето. Значи сме биле со заврзани раце еве до пред известно време. Така, и сега прочитав дека мајката всушност која што го родила ова бебе донела доволно докази со кои што потврдила дека никогаш немало да биде во позиција да има здраво дете. Ова бебе што е родено. И сакала да ве прашам точно колку гени има од двајцата родители, а колку од митохондријалната ДНК? Само 37 гени има всушност од донорот. Бидејќи генетичарите велат не е најдобар опис бебе со тројца родители. Видете, тоа јас мислев некако во почетокот дека можеби ќе добијам можност да го кажам. Вака, значи, да, мислиме дека тоа е на некој начин една претерана медиумска дефиниција, да кажам, или опис на ова што се случува со цел да се привлече вниманието на читателите или на гледачите и така. Меѓутоа сметаме дека не е оправдано да се користи, бидејќи, знаете, се допира до тоа прашање на родителството и ние и за тоа сме зборувале во една од претходните емисии, знаете, што значи родител? Дали допринос на друг геном или неколку гени значи родителство. Зашто знаете, ние во медицината имаме и други ситуации каде што во еден човек суштествува туѓ геном. Еве да кажеме трансплантација на коскена срцевина. Така? Значи ние пак имаме трет допринос, нели, во не само коскената срцевина, туку и во целата крв што циркулира низ телото на човекот, значи во секој ткиво и орган имаме друг геном, меѓутоа тој човек не е, го нарекуваме родител, да кажеме, на примателот на трансплантот, да кажеме на некој начин. Така што и ова е несоодветен збор, бидејќи се допира до овие малку пошироки општествени теми кои што ги не вознемирува морално-етички, да кажеме, бидејќи се допира до вредностите. Разбирате, и она што ние го подразбираме на вообичаен начин дека значи родителството. Овдека имаме допринос генетски, да кажеме, на некој начин од, еве како што рековте, трета индивидуа, односно втора жена, и доприносот би бил теоретски митохондријалниот геном. Значи 37 од 25.000 по две копии гени, значи релативно мал допринос на гени кои што се сврзани со енергетскиот метаболизам. Значи, најголемиот дел од белезите во тоа како изгледаме и како работиме, да кажеме, во ова тело, се поврзани со јадрениот геном. И некои луѓе сметаат дека тоа е доминантниот идентитет, да речам генетски на некој начин на човекот, меѓутоа и митохондријалниот геном, иако што е помал, тоа е пак, знаете, застапен во многу поголем број на копии. Значи, ако ние ја гледаме вкупната количина на ДНК во една клетка, и митохондријалната количина не е занемарлива, бидејќи има илјадници копии. Например, во една јајце клетка, например, има можеби по две копии од по една копија од нуклеарниот геном, ама има 100.000 копии од митохондријалниот геном. Така што бројот на гените е релативно мал во овие нови технологии, да кажеме. Така, во овие нови технологии се користи термин донирање на митохондрии или пак митохондријална субституциона терапија. Всушност, што се донира, докторе? Јајце клетка се донира, соматска клетка од телото, од каде се извлекува?
митохондријалната ДНК. Мислам дека на еден од наредните слайдови го имавме, можеби Дали сакате делба на клетката или најнапред трансфер на човечки ембрион? Може да одиме на следната. На следната, трансферот на човечкиот ембрион, значи да искоментираме всушност како сето ова изгледа. Значи, овдека во портокаловата боја е прикажан парот или жолтеникава боја е прикажан парот на луѓе каде што жената е носител на митохондријална болест и овој пар по пат на подпомогната репродукција инвитро оплодување, популарно наречено, произведува нели јајцеклетки, значи се земаат од мајката, се оплодуваат од сперматозиди од таткото и ја гледаме сега таму оплодената јајцеклетка во која што има здраво јадро, меѓутоа овие портокалови митохондри околу јадрото се тие кои што ја имаат митохондријалната мутација, која што грешка, која што ја предизвикува болеста во ова семејство. И сега ни е потребен и пар на донори, тоа се луѓе кои што се спремни да донираат оплодена јајцеклетка. Значи оплодена јајцеклетка. Ќе кажеме и за тоа за малку. Значи овој пример прв што го кажувам е на замена на оплодено јадро. Има и други варијанти. Значи во овој пример јадрото е оплодено. Значи тие донираат оплодена јајцеклетка од кое што исто така се отстранува јадрото. Меѓутоа овие црвени, да кажеме, митохондрии се со нормална ДНК секвенца во митохондриите, значи нема митохондријална грешка. И сега ова јадро кое што е здравото јадро од парот кој што го лекуваме, нели јадрото исто така може да се извади од таа оплодена јајцеклетка и да се стави во јајцеклетката од донорите, каде што има здрави митохондрии. Каде што има здрави митохондрии. И доаѓаме до овој зигот, да кажеме прва оплодена јајцеклетка, каде што ова што е портокаловото, јадрената ДНК или јадрениот геном е по пола од родителите кои што се со жолта боја, меѓутоа митохондриите доаѓаат од мајката која што е со розеникава боја, значи тоа е донорот на митохондриите. И од тука почнува да се со инвитро технологии размножува оплодената јајцеклетка, се враќа после во определена фаза во мајката од пар од пациенти која што раѓа детенце кое што би требало да биде здраво. Сега да одговорам на прашањето, варијанта, дали може да учествува само еден донор? Е така, значи може да учествува, не може да учествува, може да учествува само еден донор, со тоа што во тој случај замената на јадрата се прави пред оплодувањето и тоа се вика замена на вретено. Значи, кога уште пред да сперматозидот ја оплоди јајцеклетката, може да се заменат јадрата и потоа се доведува сперматозидот, да кажеме, се добива оплодена јајцеклетка и продолжува да се развива ембрион. Еве всушност трансфер на вретено во човечки ембрион. Е така. Така што ова има мала на некој начин предност, да кажеме, за луѓето кои што имаат определени забелешки на совеста од аспект, да кажеме, на можеби лични убедувања или религиозни убедувања, бидејќи знаете кога се отфрла оплоденото јадро од донорниот пар, вие всушност отфрлате јадро кое што во некој смисол може да се интерпретира како потенцијален живот утре ден. Додека воколку ја замените неоплоденото јадро, тоа не би се развило само по себе во нов живот, така што за некои луѓе кои што поминале низ оваа технологија, е всушност етички пооправдано. И ова што е прикажано на слайдот погоре со научникот Џон Шен е всушност првото бебе за кое што знаеме, кое што е родено со оваа технологија на замена на вретеното, каде што и тоа е фактички објавено во 2017 година. Околностите во кои што беше направена оваа замена во 2017 година беше под некаков етички знак прашалник, да кажеме, бидејќи овој центар за подпомогната репродукција од Њу Јорк помогна на семејство од Јордан да добие детенце кое што е здраво, меѓутоа со постапка која што беше спроведена во нивна експозитура во Мексико, каде што во тоа време не постои регулатива која што ја ограничува оваа технологија. Да кажеме, во Америка до ден денес, во Соединетите Американски држави, технологијата на митохондријална замена не е
дозволено, тоест е активно забранета, така што ова во таа фаза беше на некој начин доби медиумски простор, меѓутоа не беше прегрнато на некој начин од научниот свет како што сега е ова. Како што е сега ова, и бидејќи во Велика Британија сега тоа законски регулирано. Така, значи Велика Британија беше првата земја која што во една многу долга постапка, да кажеме, која што вклучуваше и парламентарни расправи и соодветни законодавни решенија, да кажеме, е првата земја во која што е ова дозволено, и тоа не на било каков начин, туку само во репродуктивниот центар во Њукасл во Англија, денес има лиценца издадена од Обединетото кралство, со кој што се стекнуваат со право да во контекст на клиничко истражување ја спроведуваат оваа техника. Значи на контролиран начин, сепак со следење на потенцијалните, да речем на некој начин, несакани ефекти или проблеми за кои што можеби во моментот нели светот не е свесен. Втора земја беше Австралија минатата година, од таму се уште немаме вести, да кажеме, за тоа што се случува и до каде се случува. И сега доаѓаме до ова. Само за да прашам, колку бебиња има на ваков начин родено? Има ли некаков официјален регистар? Што се случува, бидејќи очигледно во многу земји е нелегално сето тоа? Да. Видете, знаете, не постои таков регистар, бидејќи се подразбира дека во генетиката и воопшто во медицината, мислам, ние осигуруваме секој пат дека идентитетот на луѓето е загарантиран на некој начин и тајноста на постапките, така што овие деца нели имаат право на приватност, да кажам, на некој начин и поради тоа нема информации всушност. И заради тоа нема информација, и заради тоа оваа информација која што е дадена од Англија е дадена во едно светло каде што кажува за помалку од 5 бебиња, се зборува за ова едно некое, да речем, предпоставено хипотетичко кое што не знаеме кое, и тоа е се со цел да се заштити приватноста, бидејќи знаете ние на пример сме биле во ваква слична ситуација и во крајот на 70-тите години. Вие знаете 1978 година е родено првото дете со инвитро фертилизација. И тоа беше со камери на телевизија и ова жена често пати зборува за нејзиниот живот и искуство како прво дете родено со инвитро технологија. Така што, да речем, медицината учела низ овие некои претходни искуства и сега е ова затоа така малку завиткано во превез на тајност, не затоа што нешто специјално се тај, еве споделено е со јавноста дека нешто се случува, меѓутоа идентитетот се разбира на семејството и на детето не може да биде во медиумите. Да. Професоре, дали сепак постои ризики од како ќе се направи трансферот на јадрото во клетка во која што има здрави митохондри, сепак да се развијат митохондри кои што се мутирани од мајката? Видете, ова бебенце до таму докаде што од публикацијата што е од 2017 година до таму докаде што е проследена приказната, ја одржува ситуацијата со митохондријалниот геном како на почетокот, односно нема здравствени проблеми колку што знаеме понатаму. Се разбира дека овие обиди не се првите, значи овие обиди во човек се, да кажам, на крајот од еден подолг истражувачки процес во кој што нештото е пробувано, да кажеме, во експериментални животни, например лабораториски глувчиња, па потоа е поминато на примати, да кажеме мајмуни, орангутани и така натаму, каде што знаеме дека и низ неколку генерации се пренесува релативно стабилно, мислам, митохондријалниот геном без значајни проблеми. Меѓутоа, постојат определени теоретски, а можеби и практични причини за, да речам, загриженост, во смисол на тоа што кога она јадро, дали оплодено или неоплодено, нели, ќе се штрбне, не е можно да не се вовлече и малку од цитоплазмата на таа клетка и да се вовлече во пипетата и некоја митохондрија од оригиналниот пар, да кажеме, од оригиналната јајце клетка. И ова може да е многу мал процент, например 1% или 2%. Меѓутоа, со текот на времето, заради неправилното
размножување на митохондриите и неправилното распоредување во следните генерации клетки во бебето може да потенцијално да предоминира. И ова во експериментални услови знаеме дека се случува и се вика реверзија на митохондријалниот геном, каде што е потенцијално можно ова нешто да се случи. Дали се случило во некој од бебињата за кои што знаеме или кои што се опишувани, нели не знаеме, бидејќи знаете ова исто така е технологија која што е прилично во приватни раце, во раце на приватни инвитро клиники. Ова обично инвитро не се случува во универзитетски јавни, да речем, установи и болници, така што пристапот, да кажам, до тие информации не е така линеарен како што, да речеме, овој јавен академски свет веднаш публикува и така натаму. Постојат определени во немедицински списанија, да кажеме, на овој начин репорти кои што кажуваат дека можеби има примери каде што се случила ваква реверзија на митохондријалниот геном, меѓутоа за тоа немаме формални во научниот свет се уште публикации, но теоретската можност постои. Каква е реакцијата на генетичарите на вашите колеги? Велат дека неповратно е отворена Пандорината кутија. Дали ова може би значи дека во иднина ќе се креираат генетски пожелни личности? Што ова значи? Видете, ние живееме во овој нов храбар свет, да кажеме на некој начин, каде што се судираме со разните етички, генетски, етички и општествени проблеми, да кажеме, кои што ги наметнува технологијата. Тоа не е само во светот на генетиката, еве ние гледаме информатичката технологија, ги гледаме социјалните мрежи од неодамна, од нашето обкружување, несреќните консеквенции од сето тоа. Така што, знаете како, постојат се разбира секој пат две гледишта на нештата и ние во генетика, особено во генетско советување, се обидуваме секој пат да бидеме 360 степени и прашањето е на некој начин што за што. Знаете, ако го погледнете нештото од аспект на човек кој што никој пат не се судрил со здравствен проблем, лично, кој што никој пат не се судрил со здравствен проблем во семејството, кој што не живее во семејство во кое што има семејна болест, да кажеме генетска болест, кој што не работел со пациенти кои што 20 години се обидувале да дојдат до детенца. Значи, да кажеме, еве за овој случај е примерот каде што ова семејство има 4 изгубени бременности, тоа се првите 4 триаголника, па 2 починати бебенца, првото женско, второто машко, на 8 и 6 месечна возраст, од тешка митохондријална болест, и после 20 години е родено ова детенца, кое што е означено таму со стрелката машко, кое што докторот го држи во своите раце. Така да знаете, ако го гледате проблемот од аспект на некој кој што минал низ Голгота. Минал низ Голготата, тогаш и се обидувате да решите здравствен проблем, мислам дека во еден момент веројатно е оправдано да се направи прескокот на доверба и да се проба во човек, затоа што ние можеме да испитуваме во глувци, во мајмуни и така натаму, меѓутоа ниту глувците, ниту мајмуните не се луѓе. Луѓето се луѓе, во некоја смисла сме различни. И мислам дека овој начин на кој што оди Англија е веројатно исправниот, бидејќи се прави на еден општествено, да кажем, одговорен начин, каде што се вклучени сите контролни механизми од општеството и од здравствениот систем. И каде што воколку има определени проблеми, ќе ги видиме, ќе знаеме и соодветно, да речем, науката ќе ги коригира постапките, да кажеме. Така што нема лесен одговор на ова прашање. Јас пак ќе го кажем примерот со инвитро технологијата. Вие и денес ако одите да ги проверите, например, медиумите и коментарите, да кажеме, во тоа време. На почетоците. Се истите зборови кои што ги читаме денес под некој од овие надписи, Играње Господ, доктор Франкенштајн и сите тие работи. Денес, например, 40 години после првиот случај на детенце родено со инвитро, знаеме дека нема проблеми. Фактички, сите епидемиолошки студии покажуваат дека децата родени по пат на инвитро не покажуваат некои значени здравствени проблеми, различно во однос на нивните врсници.
денеска, например, не знам за нашата земја, бидејќи тешко се доаѓа до епидемиолошки статистички податоци овде, ама например во Австралија едно дете во секој оделение, 1 од 20, е родено со инвитро. Значи видите каква можност отворена за семејствата кои што живеат со инфертилитет. Така кај нас бројот очигледно е тука некаде, можеби не баш толку, но релативно. Да, би можело да се често е. предпостави, меѓутоа оваа бројка ја знам дека е околу 20%, 5% едно од 20, што значи едно дете во секој оделение. Така што и ова, знаете, ќе треба малку да веруваме на научниците во Англија, на докторите во Англија, дека ќе го покажат, да кажам, патот нанапред и дека ќе биде за бенефит. Јас се надевам и посакувам дека исходот од ова ќе биде добар, дека нема да има проблеми, меѓутоа ги држиме отворени очите и така како што рекоа, време за предпатливост и мудрост. Професоре, има ли кај нас во Македонија жени со митохондријални болести кои што биле на советување кај вас? Дали лесно се диагностицираат овие генетски нарушувања, дали кај нас има технологија за да се докаже наследна болест која што е поврзана со мутации на митохондријалната ДНК? Јас не знам за митохондријални болести во нашата земја кои што се поврзани со генетски промени во митохондријалниот геном. Така тоа е, мислам, краткиот одговор. Дали лесно се диагностицираат? Видете, од аспект на клиничко препознавање не е многу лесно, бидејќи овие болести се јавуваат многу рано, се манифестираат на многу различни начини, човек треба многу широко да размислува, да исклучи многу нешто, да кажеме, и потоа доаѓа генетското тестирање. Сега сме научени нова цел екзом, например, или разни панели, често пати не го вклучуваат митохондријалниот геном, значи технички не е можно тоа да се изведе во еден акт. Сега испитувањето на митохондријалниот геном е дополнителен тест, дополнителни X евра, така што по некој пат, да речем, тоа се прескокнува или не е можно како тест, така што не е едноставно диагностицирањето, не е едноставно нити на ниво на клиничко препознавање, нити на ниво на конвенционално генетско тестирање. Така што јас не знам во нашата земја дека имаме семејства со митохондријални болести заради генетски промени во митохондријалниот геном. Имате ли информација, се работили, да речеме, на совладување на некои други тешки генетски болести кои што се наследуваат директно од мајката и од таткото и кои што се наоѓаат во јадрото, значи мутации во јадрото? Се работили на такво нешто? Па видите, да, се разбира, мислам, тоа е практика која што постои повеќе децении во нашата земја, да кажеме, во смисол на пренатална диагноза, значи воколку знаеме дека семејството има репродуктивен ризик заради лична историја на едниот од двајцата родители или семејна историја во едното или двете семејства, тогаш се разбира дека на семејството му се на располагање опциите на пренаталната диагноза, која што подразбира тестирање на плодот во две можности, порана и покасна фаза од бременоста, значи биопсија на плацентата или амниоцентеза, сврзано со прекинување на бременоста како можност за управување со ризикот во колку така одлучи семејството. Нови можности се предимплантационата генетска диагностика, каде што може по пат на инвитро технологии да се направат ембриони, тие да се биопсираат во определена возраст, да се замрзнат и во биопсираниот материјал да се тестира дали кој ембрион ја има, кој ја нема болеста, да се користат за почнување на бременност. На таков начин селекција да се направи. Да се направи селекција. За жал, во нашата земја ова не е можно на ниво на генетско тестирање. Значи, можна е биопсијата на ембрионот, меѓутоа ние се уште немаме можности технички за изведување на овие тестови кои што се сензитивни, бидејќи се само неколку клетки како почетен материјал. И ова нешто функционира повторно преку приватни инвитро клиники со испраќање на тој материјал во околните земји каде што се тестира. За жал, морам да кажам дека нашиот, јас сум работел со неколку семејства кои што се во оваа ситуација, некои кои што се и од социјален ризик, да кажеме, кои што не можат оваа значителна сума да ја издвојат од
приватен джеб се разбира. За жал, нашиот фонд нема слух во овие околности, иако што всушност се работи за можност да се избегнат болести кои што нашиот здравствен систем би го коштале милиони подоцна, и покрај укажување и покрај во едниот случај дури и судски процеси во корист на семејството, фондот остана глув на барањата и не овозможи нешто што е во висина на 10-20 евра, а што потенцијално осигурува повеќе од едно здраво дете во семејството. Мислам, еве, во колку слуша некој од регулаторите, јас сум расположен да разговарам, бидејќи мислам дека е следно нешто кое што нашата држава треба сериозно да се замисли и да го овозможи за семејствата кои што живеат со генетски болести. И моето последно прашање до вас е каде може да се упатат оние кои што сакаат генетско советување со вас, бидејќи повеќе не работите на Институтот за имунобиологија и генетика, сега сте на факултетот во Штип. Така е. Професор по генетика. Така и еве, бидејќи сега спомнавте, јас да ги поздравам во гледалиштето и студентите кои што слушаат генетика во прва година на сите студиски програми од Факултетот за медицински науки, кои што знаат за имат голема среќа професори да следат предавања кај вас. Знам дека гледаат. Што туку зборувавме за митохондриите и митохондријалното наследување во предавањата, така што ова има дополнителен час. Знаете, јас во моментот имам исклучиво академска позиција во Универзитетот Гоце Делчев во Штип и сум воглавно со времето посветен на постројување, да кажем, на академскиот програм, бидејќи тоа се неколку студиски програми кои што го слушаат овој предмет. Сум во некои разговори, да кажеме, со болницата во Штип, бидејќи се уште мислам дека е добро да луѓето имаат можност во јавното здравство добијат определени совети и насоки. Се разбира, мислам дека воколку тие нешта не функционира, тогаш би имало и некаква можеби можност во некој од приватните околности. Така што тоа е малку флуидно во моментот, но луѓето вака наоѓаат начин да стапат во контакт со вас. Да. Професоре, многу ви благодарам за вашето денешно гостување, што прифативте да зборувате на оваа тема, која што отвара навистина нови врати во медицината и во науката. Благодарам, Марија. Секој пат сум расположен да дојдам и да се обидам да одговорам на прашањата што ги имат. Се надевам дека наскоро ќе се видиме повторно, а тука, почитувани, ја заокружуваме денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.